Нови наставни програми и учебници, проширување на концептот на дуалното образование, воведување едносменска настава и продолжен престој во училиштата. Ова се дел од реформите во образованието што според министерката за образование Весна Јаневска се неопходни за да се стабилизира образовниот систем во Македонија. За ова ќе треба време. Оти според Јаневска, сегашните состојби во образованието создаваат повеќе предизвици отколку што решаваат проблеми. Нови наставни програми и учебници за 7, 8, 9 одделение и потоа навраќање на предходните одделенија. Нови наставни програми и учебници во средно гимназиско образование, во стручното останува проширувањето на концептот на дуално образование, од кој верувам дека сите сме исклучително задоволни, но и продолжување на развојот на регионалните центри за стручно образование и обука. Планирани се, секако вие знаете, од она што сме го изјавувале, уште 2 нови до крајот на мандатот. Европската унија укажува дека мора да се направат реформи во образовниот систем, со тоа што ќе се привлечат најдобрите професори и професионалци од образованието, но и ќе се создаде поповолна средина за предавање и учење. Европската унија нуди безрезервна помош за промените. Министерството за образование беше навистина активно во изготвување на нови парчиња легислатива кои што се очекува да бидат усвоени оваа есен. Многу е позитивно и само што слушнавме од министерката дека новите закони се на јавна расправа во моментот. Во меѓувреме премиерот Мицкоски најави дека со повеќе од 18 милиони евра ќе бидат реконструирани студентските домови, не само во Скопје, туку и во другите градови каде што има универзитетски кампуси.